не е само да си каже човек. Тоа е многу важно да се разбере. Ако речеме дека од први ќе почнеме, одлуката не е само да го изустиме или да си го кажеме себе или да го кажеме на блиските. Впрочем, за да биде вистинска одлука, треба еден период на ментална подготовка. И ќе зборуваме во емисијава, претпоставувам и за тоа, да. Заради тоа што да направи човек промена, нели, често пати велиме од денес треба да почнеме, ако сакаме, не од утре, не од понеделник, не од задутре. Меѓутоа, јас наоѓам дека, работејќи со пациенти, дека е подобро кога има фиксна дата која што е малку понатаму, бидејќи... Да се подготвиме психички. Да се подготвиме психички, да почнеме да градиме, знаете како треба малку ментална енергија да нас обереме околу тоа, да се убедиме самите себе, да разговараме самите со себе до тој ден, до тој 15 јануари, ако биде, например, дека во ред беше што беше. Има повеќе работи ментални кои што човек треба да ги направи. Да ја провери својата мотивација, да ја засили мотивацијата, и низа други ментални работи кои што спаѓаат во делот на подготовката за да биде успешен почетокот. И трета причина зашто е тешко е тоа дека вистината која што не е ништо ново за гледачите која ќе го кажам, дека навиките се извонредно мокни механизми. Значи, поентата е не да се бориме со нив. Ние ќе се бориме неминовно еден краток период. Во таа фаза на трансформација, 30 на дена, 60 дена, зависи колку има по различни теории, колку време ни треба да створиме цврста навика. Меѓутоа, секогаш додека се бориме со навиките, треба да имаме наум дека кога ќе дојде денот да ја прифатиме таа нова навика. Пример да дадам за да бидам појасен. Например, немаме навика да пешачиме. И сега се мачиме 2, 3, 4 недели да ја створиме навиката на пешачењето, тоа е периодот на битката со себе си, да речеме. Меѓутоа, убавината на навиките е дека се неутрални, односно од моментот кога ќе ја создадеме, таа веќе работи за нас. Например, пешачењето ќе се мачиме да го створиме како навика, но од моментот кога ќе го имаме кога ќе влезе како готово, рутина. да, кога веќе ќе ни влезе како рутина, ќе го засакаме, ќе се навикнеме просто, кога ќе дојде 18 часот, ако тоа било времето кога сме сакале да ја створиме навиката, ние просто нема да можеме да седиме дома. Ќе ни имаме потреба да се прошетаме, да се освежиме или тогаш веќе нема ни да го користиме терминот да испешачам, бидејќи нели тој може да има во себе малку набој негативен, туку да излезам. И тоа сум го видел кај пациенти, тоа е реално. Значи, тоа и се погледот